Të dashur shikues, përshëndetje, ja të kritakohemi sërish në emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin Alsat. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të flasim për një temë që në fakt ka alarmuar ekspertët e sigurisë, bëhet fjalë për armët ilegale në vendin tonë, ku sipas hulumtimeve të fundit nga 620.000 armë të cilat ndodhen në vendin tonë, 420.000 prej tyre janë ilegale apo janë armë pa leje. Ne do të flasim pikërisht për këtë temë. Këtu në studio unë kam ekspertin e sigurisë, por gjithashtu edhe ish drejtor në Ministrinë për Punë të Brendshme, Ljubomir Gjurçevski, me të cilin do të flasim për atë se si ndikon në fakt si janë këto shifrat, çfarë si ndikojnë këto shifra alarmante të armëve ilegale, pse duhet të ketë kaq shumë armë ilegale dhe pse ka kaluar pothuajse më shumë se 20 vite nga konfliktet në rajon. Të gjitha këto ne do t'i flasim me zotin Gjurçevski, të cilin e kam këtu në studio. Zdravo, gospodin Gjurçevski, fala vi mnogo što dojdovte na емисијата да зборуваме за една тема која мислам дека е алармантна во нашата земја. Добар ден, поздрав за гледачите на Алсатим. Благодарам многу. Според последните податоци во земја има околу 620.000 оружја, од тие 420.000 се илегални, нелегални оружја или без дозвола. Како ја гледате оваа ситуација? Што може може да се каже за безбедноста на нашата земја? Видете, често пати кога сме правеле анализи по однос на нелегалното оружје кое што го поседуваат граѓаните спротивно на законските прописи, секогаш сме кажувале дека тоа представуваат и како опасност по вкупната безбедносна состојба во државата, затоа што тоа оружје најголемиот дел нелегално се наоѓаат и во раците на криминогенни структури кои што во понатамошните фази нели го употребуваат за сторување на други кривични дела, било да се тоа изнуди, грабнувања, било да се тоа убиства, меѓусебни престрелки и така натака и така натака. Точно алармантна е состојбата со нелегалното оружје, затоа што изгледа дека ние како држава, значи зборувам во целина, уште по конфликтот во 2001 година не си ја завршивме домашната работа, не го собравме особено автоматското оружје кое што остана, изгледа дека собравме само ловечки пушки и некои стари пушки М48 попознати или војничка пушка, така да голем дел на автоматско оружје, автоматски пушки остана во рацете на граѓаните. Значи вкупно не зборам за едни или други, за трета или четврта страна, него вкупно кај граѓаните и тоа оружје што се употребуваат. Вие гледате дека перманентно од 2001 година не имаме зголемени престрелки помеѓу криминогените структури, имаме пукања по свадби, имаме нарушување на јавниот ред и мир со тие, а сето тоа представуваат опасност затоа што може да дојде до невини жртви од залутани куршуми. Ние тоа така го викам, не така, него тоа е, знаете, кога имате испукан куршум во неопределен правец, вие не знаете тој куршум каде ќе заврши и кого може да го повреди. Таа опасност секој пат лебди во воздух над државата и затоа често пати јас во моите настапи сум зборувал дека навистина на нас ни е потребна една многу поголема и посигнализирана акција на ниво на држава околу собирање на целото ова нелегално оружје од граѓаните и на соодветни измени на законот за поседување и носење на огнено оружје, како би можеле граѓаните нели во одредена постапка пропишана со закон да добијат ловно оружје, да добијат соодветно оружје кое што спортско оружје и така натака, кое што нели може да го поседуваат и да го носат и да остваруваат своји интереси. Дали бројот, иако се легални, например, да кажеме овие 620.000 оружја, иако сите се легални, дали е бројот што мора да има толку голем број на оружје? Зошто да има толку голем број на оружје? Јас лично, значи додека бев активно вработен во Министерството за внатрешни работи на сите највисоки позиции, секогаш се трудев да огненото оружје биде ограничено кај граѓаните, односно ловното оружје и спортското оружје
малокалибарски пушки кои што ги употребуваат спортските и воздушни пушки кои што ги употребуваат спортските здруженија, евидентирани и легално издадени од Министерството за внатрешни работи и контролирана нивната употреба, мислам дека е доволно за да ги задоволат своите потреби граѓаните. Зборувам и оние кои што се љубители на лов, на природа и така натака, но мислам дека малку е поголем бројот на издадени одобренија збориме за легално одобрение за носење и поседување на огнено оружје пиштол, што мислам по мене дека тоа е непотребен кај граѓаните, а често пати пак ни се појавуваат и тоа легално оружје ни се појавуваат во сторување на кривични дела, особено во оние семејни расправи, неравчистени имотно-правни односи и така натака, каде што имаме употреба на тоа оружје за сторување на друго кривично дело, односно убиство или тешки телесни повреди и така натака. И мислам дека затоа реков дека ни се потребни како измени на законот за носење и поседување на огнено оружје и точно доведување на целата овој проблем во рамки на една законитост и во рамки на она што викаме дека на граѓаните, ако некој треба да им ја гарантира безбедноста, тоа е државата. Државата е таа која што согласно устав, согласно закон ја гарантираат безбедноста и јас сум бил најголем противник, како и други колеги, кога во барање некој во поднесено барање за издавање на огнено оружје пиштол напишал дека му е потребен заради лична безбедност. Ако некој се чувствува лично небезбеден, значи затоа постојат државните органи, треба да го пријави настанот, по кои основи, кои му го загрозуваат животот и така натака. И мислам дека тука ни престои една огромна работа за која што треба прво да изградиме политички консензус. Ние изгледат во оваа држава не знаеме да се договориме и да изградиме еден политички консензус точно за овие прашања. Јас сум имал можност, имам огромен круг на пријатели во сите заедници, зборам во сите етникуми, затоа што и службата сум ја обавувал во различни етнички средини. Така да разговарам и се договарам и ги гледам последиците, колку недолжни млади животи ни отидоа во последниве десетина години. Само да се вратиме во овие десетина години со сите оние престрелки помеѓу криминалните групи, помеѓу заради најобична расправија и последната што ни се случи помеѓу Топанско поле и Скопје Север, каде што имавме заради паркирање, заради банална работа имавме мртви млади дечки и така натака. Мислам дека сето тоа треба да прво изградиме еден политички консензус и да поминиме во една силна акција да го собериме сето тоа нелегално оружје, затоа што тоа нелегално оружје како бројка е огромна. Малте не може да се вооружат добри формации, кои што може да предизвикаат и многу поголеми проблеми во самата држава. Да, значи сегашните закони за оружје што се во нашата земја не се доволни за безбедноста на нашата земја. Не се доволни по однос на тоа што возможуваат премногу либерален пристап, односно поголем број на граѓани да се стекнат со право на поседување и носење на огнено оружје, што јас мислам дека по мене, мислам дека таа работа треба да е многу порестриктивна и многу затоа што пазете точно се знае кој како и што и кој и каква обука треба да помени, затоа што сега ние покрај ова имаме засебен закон за обезбедување на лица и имот, каде што одредени лица имаат поминато соодветни обуки, имаат соодветни лиценци за обавување и вршење на дејност од безбедносен аспект, малтене тоа се дел од полициски работи, така да секој кој што се чувствуваат небезбеден, особено во делот на бизнисот, и оние кои што сакаат да кажат дека се загрозени понекако, може да се ангажираат и да си платат соодветно приватно обезбедување за заштита на имот и така натака, ако не веруваат на некои одредени активности кои што се ги спроведува државата, во што јас се сомневам, но затоа викам дека сето тоа треба да се регулират и да се направат
порестриктивни мерки. Не може некој да оди на лов без да положи ловечки испит, без да поседуваат соодветна обука за ракување со огнено оружје и така натака. Значи, затоа има посебни правила на игра кои што треба да се воспостават за да можеме да зборуваме за една законита состојба и да знаеме точно кој поседуваат и кога и како полицијата ќе врши надзор над тоа оружје. Дали тоа оружје е употребено во сторување на некое кривично дело и така натака, нели знаете со тие вештачења, балистички вештачења што се работат, секогаш може да се утврди дали некоја чаура е испукана од одредена цевка, од одредено оружје и така натака. Значи, може да кажеме дека се поврзуваат овие нелегални оружја кои се на голем број во нашата земја, може да се поврзуваат и со организиран криминал. Како може да се собират овие нелегални оружја? Што може да... Видете, пазете, факт е дека организираните криминални групи, особено онај дел од организираните криминални групи кои што извршуваат одредени задачи во ликвидации. Ајде да не речам платени убици, во ликвидации на одредени групи или престрелки кои што многу лесно потегнуваат по огнено оружје и кои што си прават илегални и обуки. Нели често пати знаат да се во јавноста да се искоментира, знаете, тамо се слушало пукање на некои илегални места каде што знаат. Факт е дека најголемиот дел од тоа илегално оружје, од оваа бројка 400.000, најголемиот дел е во рацете на тие организирани криминални групи, било да се тоа трговци со наркотици, било да се тоа трговци со човечки органи, било да се тоа рекетари, изнудувачи, било да се тоа други насилници и така натака. И тоа оружје представуваат и како опасност за сите граѓани. За сите граѓани, без разлика во која средина и што средина, затоа што кога имаме на престрелка во затворен простор помеѓу криминални банди, знаете, може да биде секој гостин кој што се наоѓа во тој ресторан, во тој угостителски објект, може да биде недолжна жртва и затоа тоа е многу опасно. И од тука повикав дека нас ни е потребна еден општ политички консензус, носење на нов закон и акција за собирање, прво, доброволно предавање на тоа огнено оружје, зборуваме за нелегалното, легалното веќе го имаме во евиденција и можеме да го контролираме, за да село тоа оружје, што нема да го предадат граѓаните, тогаш полицијата со судски наредби ќе си врши перманентни претреси по оперативни сознанија. Ние тоа го викаме оперативни сознанија, каде што претпоставуваме дека одредени познати сторители на кривични дела од аспект на насилства, грабнувања, изнуди, рекет, убиства и така натака, би можеле дома да најдеме кај ними огнено оружје, па врз основа на тој консензус, нели, ќе имаме можност почесто да им вршиме дома претреси, за да дојдеме и да го одземиме тоа огнено оружје, но секако дека ќе треба и да ја заостриме казнената политика. После, зборувам после тој период на доброволно предавање на нелегалното оружје, кое што би се спровело во, да кажеме, во некој период од 5-6 месеци. Значи, тоа би била една општо консенсуална акција во Република Македонија за собирање на нелегалното оружје, затоа што ние во тоа нелегално оружје имаме и многу опасно војничко оружје од типот на ракетни фрлачи, од типот на РПГ и така натака, не само автоматските пушки, него и тие експлозивни направи кои што па предизвикуваат уште поголема опасност, представуваат уште поголема опасност за вкупната безбедност во Република Македонија. Господин Ѓурѓевски, ние ќе продолжиме со разговорот, но ќе имаме малку реклами, после ќе продолжуваме. За да шушикуес, дочкапутаме për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas rikthehemi për të vazhduar me bisedën. Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vazhdojmë bisedën ku flasim për armët ilegale, por gjithashtu edhe për sigurinë në vendin ton. Господин Ѓурѓевски, ja sakav da veprasham kako može da влияе ова на чувството, ovaj алармантна вест што ја добивме пред неколку дена дека има многу илегални оружја во нашата земја. Како може да влияе во чувството на граѓаните дека може сега да се чувствуваат небезбедни?
видете, факт е дека таа вест и те како создават една психичка еден психички страв кај граѓаните од евентуален можен конфликт, од евентуално затоа што од количината и бројот на оружјето и неговата структура на ова илегално оружје може да се вооружат едно добри 2-3 силни формации кои што може да предизвикаат многу поголеми безбедносни ризици за вкупната држава, значи за сите, и затоа сите граѓани се чувствуваат небезбедни со оглед на фактот дека и на светско ниво, на глобално ниво, вие гледате дека имаме се почесто и почесто коментари, зборувања, анализи од многу безбедносни експерти дека вкупната безбедност, европската безбедност што нас посебно не интересира, е загрозена, може да биде загрозена, има елементи кои што укажуваат на некои такви состојби, така да затоа јас цело време инсистирам, значи граѓаните да бидат трпеливи и граѓаните да ги почитуваат законите и уставот, но по претходна, затоа реков по претходен голем политички консензус помеѓу сите чинители во Република Македонија за спроведување на една акција за собирање на нелегалното оружје. Легалното државата си го контролират и може државата во секое време да спроведи активности од типот на тоа. Имаме оружје кое што е издадено на име на починати лица, па некој не спровел постапка согласно закон да го пренесите оружјето, да го наследите или да го предадите назад на државата и така натаму. Значи има многу работа во овој дел, каде што Министерството за внатрешни работи како единствен овластен орган за спроведување на законот за носење и посетување на огнено оружје и единствен овластен државен орган за издавање на одобренија за носење и поседување на огнено оружје, има и како многу работа и треба да се формират посебен одел кој што ќе седни и многу сериозно ќе посвети внимание на овој проблем, се со цел да го надминиме и да го решиме, за да не се доведеме во ситуација повторно да имаме некакви посериозни кризи во Република Македонија, затоа што мислам дека помина времето кога проблемите ги решававме со оружје и насилно, него сега е дојдено време кога треба сите трезвено да седнеме и да размислуваме, сите сме интелектуалци со завршени со некакви високи образованија и така натака, и највисоки можни образованија, магистри, доктори на науки и така натака, каде што треба да седнеме и сите проблеми треба да ги решаваме на најдемократски и најдобар начин, со разговор, со пласирање на идеи, со развој, со економски развој, а не со закани, со уцени и така натаму. Значи не ни требаат оружје да имаме со себе, но сепак ќе има граѓани кои сакаат да имаат оружје. Кој има право за да бива дозвола за оружје или како можат граѓаните да добијат дозвола за оружје? Видете, согласно закон секој полнолетно лице има право да поднеси барање за добивање на огнено оружје. Тоа барање во себе е проследено со неосудуваност, со потврда за неосудуваност и дека против тоа лице не се води одредена постапка и потврда дека има поминато одредена обука за ракување со огнено оружје, особено кај оние кои што побаруваат ловечко оружје. И затоа јас сум поборец, значи највише да се издават ловечко и спортско оружје, каде и спортските друштва, нели, по тој основ имаат право да поднесат барање за издавање на дозвола за малокалибарско оружје и воздушно оружје, пошто тоа се такмичарски оружја, нели, во спортот, така да тоа се законот стрикно си ги предвидува, значи секој полнолетен граѓанин, деловно способен, неосудуван и да не се води истрага со завршена соодветна обука за ракување со огнено оружје, може да поднеси барање за добивање на одобрение. И потоа Министерството за внатрешни работи, како единствен надлежен орган кој што го издава тоа оружје, ги врши соодветни оперативни проверки, значи за какво лице станува збор, дали е во некакви семејни кавги, семејни завади, комшиски завади, должничко-доверителни односи и така натака, за да се исклучат сите елементи од можна злоупотреба на тоа огнено оружје што би му било одобрено на граѓанинот да го поседуваат легално.
И добро е Министерството за внатрешни работи барем на секој 5 години да ги повикуваат граѓаните кои што поседуваат легално огнено оружје на проверка на оружјето, во каква состојба е, дали од него е пукано, дали не е пукано и така натака, што навистина е работа за Министерството за внатрешни работи, ама на крајот на криштата тие за тоа и ги плаќаме, нели, за да вршат контрола и надзор на оружјето кое што го издале со одобрение на граѓаните кои што го поседуваат, а нелегалното, кажав, тоа е криминал кој што треба да се равчисти на сите можни начини. Секој кој што нема да се одазви на таа постапка, тогаш ќе следат реперкусии, односно активности на Министерството за внатрешни работи за вршење претреси и така натака, пронаоѓање на оружјето и изрекување на соодветни санкции за илегално поседување на огнено оружје, затоа што мислам дека во последниве десетина години сето ова што ни се случи со сите тие силни престрелки на организираните криминални групи, треба сите да не загрижуваат, затоа што губиме млади животи и мислам дека треба да дојде да ставиме еден крај и еден ред на таа работа. Дали до сега имало успешни акции за доброволна предада на оружје во нашата земја? Видете, ние сме спроведувале и сме имале такви акции, во кои што акции сме собрале позамашна количина на оружје. Точно она оружје што викаме, не спровеле постапка, го поседувале со одобрение, лицата починале, па фамилијата не спровела соодветно, сме го собрале, па се откажале заради возраст и така натака, но и нелегално оружје кое што било предадено на повик. Исто така ние во 2001 година нели спроведовме и акција за собирање на целото оружје што беше поделено кај цивилното население и она што беше во употребувано. Но тоа што го собравме е недоволно. Недоволно. Од 2001 година навака во Република Македонија нема спроведено акција за доброволно предавање на нелегално оружје, а има перманентна активност за проверка на регистрација на оружјето, односно обновување на регистрацијата, али мислам дека таа постапка некако многу неефикасно се води и многу споро. Со самото тоа создават револт кај граѓаните, оние што поседуваат легално оружје и затоа сум поборец, значи таа активност да биде перманентна и многу побрза, така да во 5 години секој граѓанин, затоа што да предпоставиме, викаме имаме 200.000 легално, од тие 600.000 или 400.000 викаме нелегално, 200.000 легално оружје. На секој во годината, да проверуваме во годината 50.000 жители за 5 години, нели, ќе го провериме, зборам на цела територија на Република Македонија, не зборам само за Скопје. Значи што една активност која што може перманентно да си тече и на секој 5 години граѓаните кои што поседуваат огнено оружје со дозвола да се појавуваат на контрола пред Министерството за внатрешни работи, зашто е потребна законска измена, реков, законските измени и целокупниот закон за добивање на одобрение за поседување и носење на огнено оружје, потребни се некои измени и да овој проблем, значи, како држава, сериозно да му пристапиме за да го надминиме. И да се елиминира и овој проблем. Да се елиминира, и да се отворат просторот, после тоа ќе знаеме, ќе бидеме на чисто. Што сме собрале, што останало кај криминалните банди, тога знаеме како држава дека треба да водиме и да преземаме активности према тие криминални банди, да го одземиме тоа оружје и да им изречеме соодветна санкција, затоа што тие не ги почитуваат законите, уставот и законите во државата. Да, така е. Господин Ѓурѓевски, ви благодарам многу што бевте дел на емисијата, што ни дадовте толку многу информации, но исто и пораки за тоа што не треба да употребуваме оружје, туку целите конфликти што можеби ќе ги имаме или ги имаме, да ги правиме со разговор, а не со оружје. Ви благодарам многу. Благодарам на поканата, стојам на располагање секогаш да разговараме за одредени теми.